Приказната за православниот храм Рождество на Пресвета Богородица е една од најзначајните скопски раскази поради својата богата историја и длабоко вкоренета традиција. Оваа историска црква, лоцирана во Пајко Маало во Скопје, била сведок на вековна историја и промени, означувајќи го своето место како духовен и културен камен-темелник во Република Северна Македонија. Корените на црквата датираат од 1809 година, кога започнала изградбата под водство на Дамјан Јанкулов Рензовски, талентиран градител и зограф. Рензовски починува пред да биде завршена црквата, а изградбата ја продолжуваат неговите синови. Црквата е изградена на земјиште подарено од истакнатиот трговец Хаџи Трајко Дојчиновиќ, Рекали, со помош на митрополитот Скопски Гавриил, кој подоцна ќе биде погребан во дворот на црквата. По долгогодишна посветеност и напорна работа, црквата свечено била осветена на 1 мај 1835 година и го добила името Рождество на Богородица. Таа станала центар на религиозниот живот на локалното население, со внатрешноста на црквата украсена со иконски уметнички дела. Уметниците како Димитар Станишев и Петар Гарката придонеле за прекрасниот и сложен иконостас, додека познатиот дебарски мајстор Дичо Зограф насликал 8 икони за црквата во 1857 година. Во средината на 19 век, на територијата на црквата било изградено училиште, кое било познато како Педагошко бугарско училиште, дополнително зацврстувајќи ја улогата на црквата во обликувањето на локалното образование. Сепак, историјата на црквата е нарушена со значителни предизвици. Во 1944 година, разорнувачки пожар уништува голем дел од уметничките дела и внатрешноста на црквата, при што извештаите се различни за причината за пожарот. Според едни податоци, управителот на Скопско-Велешката епархија, митрополитот Софрони Трновски врши внатрешна истрага и ја утврдува причината. Инцидентот е предизвикан од невнимание на готвачот на германска воена единица стационирана во помошните простории на храмот. Другата причина, како што сугерираат некои историчари, е дека црквата била намерно запалена од бугарската војска, но според други овој податок е неиздржан. Дополнително, Скопскиот земјотрес од 1963 година предизвика целосно уништување на веќе оштетената црква. Комунистичката власт во тогашна социјалистичка република Македонија не започнала обнова на храмот. И покрај овие тешкотии, приказната на црквата е приказна за издржливост. Во 2005 година започна голем проект за реконструкција, кој кулминираше со повторното отворање на црквата во 2008 година, враќајќи голем дел од нејзината поранешна слава. Во 2018 година во медиумите се појавува соопштение и слика од зачувана плоча, која датира од 1879 година, што ја поврзува црквата со нејзиното бугарско наследство. Според соопштението, оваа плоча некогаш била поставена на главната врата на црквата, но била скриена со децении за да се спречи да биде уништена од властите, што е доказ за сложената и често спорна историја околу црквата. Надписот на плочата гласи: "Главната врата на Бугарската народна црква Рождество на Пресвета Богородица 20 јули 1879 година." Денес, црквата Рождество на Пресвета Богородица стои не само како место за богослужба, туку и како символ на богатото културно наследство на Скопје. Тоа е потсетник на трајната вера на градот, неговото бурно минато и неговата решеност да ги зачува своите традиции за идните генерации.